Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Куманово го одбележува 11 ноември. Се збратимија општина Куманово и Нови Сад. Граѓаните уживаат 3 вечери на градскиот плоштад. Свечена седница по повод денот на ослободувањето на Куманово, 11 ноември и јубилеот 500 години постоење на градот, денеска се одржа во Центарот за култура Трајко Прокопиев, на која беа доделени ноемвриските награди, благодарници и специјални признанија за придонес и афирмација на градот. Освен за историското минато на градот, на свеченоста се зборуваше и за просперитетно и европско Куманово. 75 годишнината од ослободувањето на Куманово и јубилеот 5 века од постоењето на градот денеска беа одбележани со свечена седница на општина Куманово во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Првите изворни податоци за Куманово представуваат турските пописни дефтери од 1519 година, во кои населбата се споменува како село во состав на Нагоричката нахија со 52 семејства и околу 300 жители. Како градска населба Касаба се споменува во втората половина на 17 век. Се претпоставува дека населбата во овој период има слабо развиено стопанство. Градот стопански развој доживува дури при крајот на 19 век, но во стопанскиот развој нема значаен подем на индустријата се до крајот на Втората светска војна. Меѓу другото беше речено на свеченоста во чест на празникот на градот. Председателката на Советот на општина Куманово, Атина Мургашанска, обраќајќи се пред присутните, рече дека обврска на нашата генерација е да продолжи цврсто да чекори по тој пат, да ја градиме својата иднина на европски перспективи, но со сопствени вредности. Само така Куманово ќе го задржи епитетот Куманово, град на мирот, и ќе остане пример за мултиетнички соживот. Затоа од ова место порачувам да се држиме секогаш еден со друг, бидејќи само така ќе успееме. Заедништвото да ни биде мотив да го градиме и развиваме нашето Куманово. Она што го започнавме во претходните 2 години, ветуваме дека ќе го продолжиме и во наредниот период со голема посветеност и работа, ќе го креираме економскиот, културниот, спортскиот и севкупниот развој на општината. Се со единствена цел да создадеме подобри услови за сите жители и развој на градот. Само така ќе успееме да ги доближиме европските вредности и ќе ги унапредиме нашите капацитети. И оваа година наше Куманово го чествува 11 ноември, денот кога во 1944 година беше ослободено од канџите на фашистичкиот окупатор. Одговорни сме за својот град, посветени на одржувањето и негувањето на сите светли придобивки од минатото на градот, вложувајќи сили и време во надградувањето и развојот на сите позитивни и значајни капацитети, рече на свечената седница градоначалникот Максим Димитриевски. Општина Куманово во рамките на своите надлежности вложува видливи напори да го одржува незиниот напредок, особено во комуналната сфера и општествените дејности како неопходна нишка во животот на секој од нас. Чекориме кон иднината која бара конкретни решенија за подобро секојдневие на луѓето, решение за сите животни потреби на нашите граѓани. Располагаме со можности за обезбедување на тие потреби, преку организиран и плански начин кој ги препознава приоритетите како примарни обврски. Истовремено продолжуваат и досега воспоставените проекти и резултати во сите области на општествениот живот во градот и општината во образованието, културата, спортот, социјалната сфера, како и постигнатиот висок степен на мултиетничкиот соживот. Реализираните проекти на локалната самоуправа во изминатите 2,5 години, но и позначајните средби на градоначалникот со представниците на повеќе држави, амбасади и Европска Унија, значајните политички фактори во држава во инстранство, присутните можеа да ги проследат преку видеопрезентација. Со Сдруженијето Инклузива и Порака наша поставена е урбана опрема за лица со попреченост во општинското основно училиште Браќа Миладиновци. Инсталирани се првите фотоволтаични панели во основните училишта Вера Которка, село Клечовце, Кирил и Методи, село Романовце и Браќа Рибар, село Табановце. Благодарност до Европската комисија, Светска банка и Министерството за финансии.
Поставени се темелите на новата училишна спортска сала во Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони Куманово, проект кој општината го реализира заедно со Министерството за наука и образование. Куманово е европски град на спортот за 2019-та. Признанието ни го врачи председателот на Европската асоциација на градови на спорт Џан Франческо Лупатели. Градоначалникот Димитриевски, председателката на Советот Мургашанска и председателот на Комисијата за одбележување на празници и манифестации Сашо Милковски денеска им ги доделија ноемвриските награди за оваа година на лекарите Радомир Гелевски и Хасан Хасани, историчарот Димитар Масевски, Општинското основно училиште Крсте Мисирков и женскиот ракометен клуб Куманово. Десетина признанија и уште толку специјални благодарници беа посветени и на луѓе кои што на било каков начин преку својот работен ангажман дале придонес за развојот и афирмацијата на Куманово. Честит празник, драго наше Куманово. Наши спомени, наши многу достигнувања на сите овие луѓе овде како што се наградени и те како се големи и значени. Затоа благодарам до градоначалникот наш и ваш Максим Димитриевски и благодарност од сите нив до сите вас. Сакам накратко да се заблагодарам за оваа благодарница која секако е особено значена за нас како наследници на делата на нашиот татко Миодраг Божиновски. Оваа година по повод јубилејот на градот 500 години постоење на град Куманово, мојата мајка Славица Божиновска многу посветено и со големо внимание и многу љубов работеше на изработка на макета на занетчискиот дом, нашиот Кумановски Нотр-Дам кој го краси центарот на градот и кој низ годините раскажува бројни приказни на кумановчани. Така да во оваа пригода, во име на мојата мајка и во име на семејството Божиновски, сакаме оваа макета да ја подариме за нашиот град. Свеченоста беше збогатена со музички настап на Мерима Njegomir, Виолета Томовска и членовите на Ден Студио МАК. На свеченоста по повод 75 години од ослободувањето и 500 години од постоењето на Куманово присуствуваат членови на Сојузот на борци, министри, амбасадори, поранешни и актуелни градоначалници, советници, представници на АРМ, МВР, делегација од збратимените градови, јавни институции, предпријатија, бизнис заедницата, невладин сектор. И во општина Старо Ногоричане се одржа свечена седница по повод Денот на ослободување 11 ноември. На седницата исто така беа доделени 5 ноемвриски награди во различни категории. Повеќе од прилогот што следува. Во Старо Нагоричане вчера се одржа свечена седница по повод Денот на ослободување на општината 11 ноември. На седницата беа доделени и традиционалните ноемвриски награди. Обраќајќи се пред присутните, градоначалничката Жаклина Јовановска истакна дека да се раководи мала и рурална општина како Старо Нагоричане е дополнителен предизвик, бидејќи се соочувате со ограничени ресурси наспроти реалните потреби на населението, па затоа и најмал исчекор се смета за успех, а секоја придобивка за проблем помалку. Таа нагласи дека изминатата година вложиле труд и максимално ги искористиле расположливите ресурси за општинскиот развој. Иако не беше лесно, успеавме да го вратиме наследениот долг од скоро 750.000 евра, да се раздолжиме код голем број на доверители и да ги решиме проблемите со напластените обврски. Истовремено, да го консолидираме општинскиот буџет, да креираме повеќе развојни програми за наредната година, која се надеваме дека ќе биде поуспешна од оваа. Она што на прв поглед изгледаше невозможно, само за една година со несебична поддршка на централната власт стана наша реалност. Јовановска посочи дека изминатиот период се работело на подобрување на инфраструктурата, меѓу кои и реконструкција на регионалниот пат Младонагоричане граничен премин Пелинце, асфалтирани се локалните патишта во селата Младонагоричане, Цвиланце и Арбанашко, а е инвестирано и во изградба на пешачка патека, водоснабдување, опрема, осветлување. Во 2020 година ќе продолжиме да инвестираме, да градиме, да се развиваме. Идната година планираме да ја одбележиме со повеќе значени проекти, а фокусот ќе го ставиме на развојот на руралниот и културниот туризам, кој ќе ни овозможи економски раст. Нашите главни предности, каде што можеме да се развиваме, се токму природните и културните ресурси во нашата општина и затоа е потребно максимално да ги искористиме.
Таа дополни дека 2019 година ќе се помни како година на раздолжување, а идната ќе биде одбележана како година на капитални инвестиции и проекти во Старо Нагоричане. Ноемвриските награди оваа година во Старо Нагоричане им беа доделени на Игор Стојковски во категоријата најдобар земјоделец, Срđan Антиќ за најдобар сточар, за најуспешна фирма наградата ја доби Евроскомерц, најдобар спортист Мартин Стојковски и најдобар просветен работник Сања Велковска. Ова е моја прва награда. Не знам што да кажам, освен дека ова награда ја посветувам на моето цело училиште, на мојот целиот училишен тим, на мојата директорка, на моите ученици и нормално на сите колеги кои што се исто така од својата благородна професија, односно да се биде наставник. Во ова моја награда не гледам само обична награда, туку гледам еден мој досегашен труд, моја досегашна љубов и нормално моја посветеност кон професијата и љубовта кон моите ученици. Нормално и со оваа награда би сакала само да кажам дека ќе продолжам така понатаму и во иднината и се разбира ќе се стремам за уште поголеми успеси, уште поголеми напори да бидам уште подобра и да бидам достојна за уште поголеми награди и понатаму. Свечената седница беше збогатена со богата културно-уметничка програма. Со положување свежо цвеќе на спомен костурница се одбележа 75 годишнина од ослободувањето на градот. Пред споменикот на хероите од НОБ, цвеќе положија делегации од општината, армијата, владата, Собранието на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, Сојузот на борци од Народно-ослободителната и антифашистичката борба, Советот на општина Куманово, Сдруженијето на армиски и полициски ветерани, невладини здруженија, училишта и бројни граѓани. Долгогодишното пријателство на Куманово со градот Нови Сад резултираше со подпишување на договор за збратимување. Градоначалниците на двете општини изразија задоволство што подпишувањето се реализира кога Куманово одбележува значаен јубилеј. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски и неговиот колега од град Нови Сад Милош Вучевиќ подпишаа договор за збратимување на двете пријателски општини. Договорот, чија што цел е соработка во различни области, а е резултат на долгогодишното пријателство, се подпиша кога Куманово одбележува значаен јубилеј, 500 години постоење и 75 години слободно Куманово. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски се надева дека овој пример на пријателство со Нови Сад ќе го следат и останатите граѓани, здруженија, бизнис заедницата. Куманово е побогато за уште еден член на семејството. Денеска имавме чест со едногласни одлуки на општинските совети да се збратимиме со градот Нови Сад. За нас честа е уште поголема, бидејќи се работи за еден развиен град со кој што долги години одржуваме добри односи. Минатата година подпишаме меморандум за соработка, а оваа година веќе го крунисаме со официјално збратимување. Од овој град можеме да научиме многу. Имаме одлични релации како општински раководства, градското раководство нивно и секако јас со мојот колега Милош Вучевиќ и воедно посакувам и на нивната делегација и на сите останати делегации деновиве додека Куманово празнува голем јубилеј, да уживаат во престојот во Куманово и да се чувствуваат како дома. Градоначалникот на Нови Сад Милош Вучевиќ посочи дека му е задоволство што договорот се подпишува на овој значаен јубилеј за нашиот град, но дека подпишувањето е само официјално, бидејќи пријателството трае многу години. А мислим да смо имала лепа карика u dobrim srpsko-makedonskim odnosima i nastojanjima i Srbije i Severne Makedonije da ovaj region bude region investicija, novih autoputeva, region gde će se ljudi vraćati da žive i da rade, da se borimo da svi imamo više ljudi, da se borimo da imamo nove investicije, da se borimo da imamo bolje sportske rezultate, da se borimo da mladi imaju šansu ovde da stvaraju ono što žele i da prepoznaju naše države kao mesto gde treba da žive. Taj region, takav region, ono što danas popularno zovu Zapadni Balkan, je naše mesto i naša kuća i zaista očekujem da svi zajedno radimo. Mi ovde kao gradovi, naše države
juče u Novom Sadu, danas u Ohridu, sutra u Tirani ili Podgorici ili Sarajevo, Banja Luci. To jeste ono što mi želimo da vidimo. Според договорот, општина Куманово и Нови Сад ќе воспостават соработка во областа на културата, науката, образованието, туризмот, спортот. Во текот на изминатата недела, секторот за внатрешни работи Куманово констатирал дека 54 возачи управувале возила со брзина поголема од дозволената. Од сообраќај се исклучени 52 возачи, 26 возачи кои управувале под дејство на алкохол и 26 возачи управувале возила пред да се стекнат со право за управување на моторно возило. Од сообраќај се исклучени и 16 возила, бидејќи биле нерегистрирани. Санкционирани се 7 возачи. Поради користење мобилен телефон за време на управување на моторно возило, еден возач поради непрописно престројување, еден поради некористење сигурносен појас и еден возач поради неправилно пристигнување. Во текот на изминатата недела издадени се 273 мандатни платни налози, 70 прекршочни платни налози, а 77 возила се подигнати со специјално возило пајак. Кумановци изминативе 3 вечери уживаа во концерти на домашни и регионални пејачи за прославата за 5 века Куманово, кои ги организираше општината. Првиот концерт го отвори Ата, пошто следуваа настапи на кумановскиот рок бенд Ки, Ивона Јовановиќ, Марио Рангеловски, Мартија Станојковиќ, Мартињан Кириловски и звезди на вечерта Два Бона. Во сабота кумановци уживаа во хитовите на Джена Лончаревиќ, а претходно и во настапот на групата Next Time, кои са јубилеот на нашиот град ја испеа песната Прошета се Јовка Кумановка. Кулминацијата се случи вчера со настапот на балканската музичка звезда Лепа Брена. Пред неа за градот пеа и Нино Величковски, Маргица Антевска, Сандра Милковска и дувачкиот оркестар на Бојан Ристиќ. Во Центарот за култура викендов беше отворена ликовната изложба Карпино 2019 во организација на мултимедијалниот центар Карпино и општина Куманово. И ова активност е во рамките на одбележувањето на јубилеот 5 века постоење на град Куманово. 40 дела од уметници од Македонија, Србија, Црнагора, Хрватска, Косово и Италија, кои што се дел од меѓународната ликовна колонија Карпино, викендов беа изложени пред љубителите на уметноста во фоајето на Центарот за култура Трајко Прокопиев. 17-тата ликовна изложба традиционално е во организација на мултимедијалниот центар Карпино, поддржана од општина Куманово, односно предвидена во програмата за одбележување на јубилеот 500 години од постоењето на градот. Кај ова година успеавме да ја изгураме 17-та колонија. Не очекува одма после, некаде во почеток на јануар веќе, да ја малку десеминираме или да идеме со изложба во градовите низ Македонија, некаде 4 до 5 града. Уметничките дела кои што имаа можност да ги видат присутните се работени во техника акрил и масло на платно, како и комбинирана техника. Оваа година учество взе до 15 ликовни уметници од соседните земји. Во самата програма ова година беше вклучена посета на манастирот Свети Гаврил Лесновски, комплексот на камени кукли Куклица Ократово и за едно изненадување и освежување на самите уметници, посета на аквапарк Пробишти. Како еден историски момент за одбележување е ослободувањето на град Куманово, денот 11 ноември, свечено го прославуваме со отварање на ликовна изложба во просториите на Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово. Меѓународната изложба Карпино годинава ја прогласи за отворена градоначалникот Максим Димитриевски. После 17 години гледаме дека има конкретни резултати и можам со право да кажам дека направи еден сестран колорит на дела, но првенствено обединија нешто што се вика еден мозаик на ликовна уметност, не само по делот на стилот на сликањето, туку првенствено од аспект на она што значи меѓународен карактер. Ние можеме гордо да кажеме дека имаме една
ликовна колонија која што е застапена на меѓународно ниво од Јапонија до Америка. Општина Куманово ќе продолжи да ги поддржува ваквите активности на мултимедијалниот центар Карпино, потенцира Димитриевски. Вчера во 12 часот и 50 минути во полициската станица Куманово, вработен во приватна фирма пријавил дека на улицата 11 октомври при изведување градежни работи вршење на ископ пронашле стара неексплодирана рачна бомба од Втората светска војна. Од страна на пиротехничар од Дирекцијата за заштита и спасување Куманово, експлозивната направа била подигната за понатамошна постапка. Во чест на празникот, вчера атлетскиот клуб Куманово заедно со Општинскиот сојуз на спортови и Сојузот на училишен спорт организираа 3 улични трки во централното градско подрачје. Стартот на трките беше од Олимписката чешма, а истите беа наменети за различни возрасти и категории. На првата трка, која започна напладне и беше од ревијален карактер, настапија деца од основните училишта. Сите учесници добија мајца и благодарница. Половина час подоцна започна надпреварувачката трка за ученици од основните и средните училишта од градот, а потоа се одржа и главната трка во сениорската категорија. На главната трка во машка и женска конкуренција во сениорската категорија, која е од отворен карактер, настапија атлетските клубови од државата. Машките трчаа 5 километри или 3 кругови околу центарот, а женските трчаа 2 круга, односно 3 километри и 200 метри. На крајот следуваше прогласувањето на победниците и парична награда. Времето денеска во Куманово беше промилниво сончево. Максималната температура се искачи до 19 степени, а минималната беше 8. За утре метеоролозите најавуваат промилниво облачно време со услови за дожд. Дневната температура ќе достигне до 21 степен, а утринската ќе биде до 11. И тука е крајот и на вечерашниот дневник. Ви посакувам убава и пријатна вечер. До видување.